Почитувани мој, добар ден. Очекувам вашето внимание целосно да биде насочено кон дискусијата која што ќе ја имаме во ова денешно издание на Црвена линија. Бидете подготвени, се разбереве веднаш пред да го завртите телефонскиот број 023076677. Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте само преку слушалка. А кога ќе се јавите во Црвена линија, еве зашто ќе зборуваме. По цели 20 години доларот го надмина еврото. Рублјата и понатаму расте, а криптовалутите се во некаков си слободен пат. Цените на производите се качија до небо. Можеби повеќе акцент ќе ставиме не само односот долар-евро, туку и еве. Каков е вашиот коментар во однос на тоа што секое пазарување имаме ново изненадување? А што се однесува до оние кои што не следат на Инстаграм, оние кои што не го направиле тоа, нека го направат веднаш. Тука очекуваме да го дадете вашиот одговор на нашата денешна анкета која гласи дали санкциите кон Русија ги даваат очекуваните резултати. Стандардно одговарате со да или не, а нешто понатаму по рекламите ги објавуваме резултатите. Ќе ве потсетам дека можете комотно да не заследите и секако препорачливо е на социјалните мрежи, тоа значи на Facebook Црвена линија, Инстаграм, повторувам, и секако на Твитер. Таму слободно може да коментирате, да шернувате, да лајкнувате и сето она што сметате дека треба да го направите на секоја тема од Црвена линија. А на 023076677 денеска ќе зборуваме со вас на тема валути, пари. Она што е можеби интересно е дека, ќе повторам, по цели 20 години доларот го надмина еврото. Поинтересно е што рублјата и понатаму расте. Одиме и со вклучување на првиот гледач за денес. Добар ден. Да, добар ден. Како сте, да прашаме? Добро, вие како сте? Добро сте? Добро, еве кога зборуваме за пари и валути, еве кој ќе биде вашиот коментар? Мојот коментар ќе биде со тоа што со самото доаѓање на Джеймс Бајден во Брисел кога беше дојден, са нашите европски функционери од Шолц, од Макрон, од Могерин, од сите тие преседатели кои што треба да го заштитат интересот, економијата на Европската заедница, падна под влијание на Америка. Еве во што се состои. Искрено да ви кажам, јас сум човек кој што ги ценам работите од подалеку. Америка на некој начин сака да завлада и со Европската заедница. Не само со континентот амерички. Туку така, да сака да дојде и во Европа. Ево тоа е изненадувањето на доларот што го надминува еврото. И искрено да ви кажам, јас не му спорам на Бајден тоа што го прави, јас му спорам на европските функционери кои дозволија овакво нешто. Ајде, дали сметате ова ни анкетно прашање, санкциите кон Русија, дали ги даваат очекуваните резултати? Не. Фактички не ги даваат, и го дава поголем профит. Поголем профит за работија русите во поглед на овие санкции сегашни. Ви благодарам многу. И јас многу ви благодарам, секако продолжете да го гледате ова издание, бидејќи ќе се вклучат и понатаму нови гледачи на Црвена линија, тоа значи нови ставови, нови размислувања. И сега се поставува прашањето, како реагирате, како размислувате, особено ако заштедате во моментот во долари, можеби во евра, некој можеби штеди и во рубли, не знам, но сигурно знам дека имаме гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Ете го тој момент кога повторно ќе се напомене, намалете го тонот на телевизорот, ТВ приемникот. Најважно сето тоа да биде ставено на нула, а да се слушаме преку слушалка. Јас единствено што можев да слушнам е дискусијата од таму каде што се јавија. Еве, ќе потсетам, знам дека понекогаш многу пати се повторуваме и го кажуваме
тоа златно правило, но најважно е кога ќе се јавите во црвена линија да го намалите тонот на ТВ приемникот. Тогаш ќе нема никаков проблем, ќе се слушнеме. Добар ден. Добар ден, црвена линија. На 0 е. На 0 е одлично, тоа очекуваме. Добар ден. Добар ден. Како сте, дали сте добри? Добро, фала многу. Еве, верувам дека видите, имате... Европа сама си е крива што падна Европа, затоа што под влијание на Америка воведе санкции за Русија, а со тоа што претежно се снабдуваше со газ и ефтин газ и нафта од Русија, и сега поради тие причини еврото се изгуби, затоа што економијата падна во Европа и ќе падна нормално и еврото. Европјаниве, раководството на европјаниве се под влијание на Америка, а Америка за себе си направи добро, ама за Европа не направи добро. А овие, као полтрони послушници на Америка, кои користеа руски газ, руска нафта, воведоа санкции на своја штета. Тоа, ја не знам, не ги сваќам тие на своја штета да воведат санкции и нормално еврото да падне, доларот да расти. Ја не ги разбирам тие стварно на своја штета да работат. Затоа еврото падна, затоа не требаше тие да бидат послушници на своја штета. А санкциите кон Русија владија ли со плод? Ало? Санкциите кон Русија владија ли со плод? Да. Да, добро, благодарам што го дадовте одговорот на нашата денешна анкета. А сега преминуваме на нов гледач. Добар ден од црвена линија. Добар ден. Како сте, да прашаме? Не сме лошо. Не е лошо. Како да сте, така че сме. Ама со црвена линија секогаш е добро. Повелете. Па јас се очекувам нешто од ова руското што ударија ембарго. Јас притам дека ние у пропаст идеме. У пропаст, а ако беме со русите, нема да имаме криза. И вчерите ти имаш и се ти имаш. А овие, што направи? Уничија земјата. Ја продадува за едно зрно прасо. Тоа е, не знам. Не знам. Како ќе е за нашите унуци и за нашите деца и за вашите деца. Тоа е безобразно. Пријатно. Тоа би било се добро. Некои од гледачите ете така одлучуваат да бидат куси, јасни и верувам дека еве сега веќе имате некаков увид како размислуваат оние кои што ги вклучивме досега, така да може да развиете еве и дискусија, може да се сложувате со нечии размислувања, може би да имате целосно спротивно мислење, но како да е важно е да го споделите со црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно ве мола. Добар ден и убав ден. Добар ден и убав ден. Барбике. Ако ти реков така? Ако инако сум Тина. Како? Ова Барбика Тина се вика. Тина, ако срцена мајка, што беше таквото? Да честитам празникот ден за многу години, да не е палнав ден. Мир и благосостојба да има на сите меридијанска топка, да се сплотиме, да бидеме заедно, едно тело, едно дух. А име што ќе кажете за доларот и еврото? Ало? А еве што ќе кажете со оглед на тоа што доларот по 20 години го надмина еврото? Бога ми, и треба да го надмие еврото. Затоа еврото е ништо. Доларот е повеќе него еврото. Еврото, канталарката го направи еврото, а немаше евро. Така, ви благодарам, извини ако сгрешив, пријатно. Ништо не сгрешивте, продолжете да гледате црвена линија, а во продолжение на 02-307-6677. Ако имаме гледач, веднаш ќе вклучам. Ако сме во исчекување, еве веднаш ќе ве потсетам дека објавата на темата на црвена линија е паралелно излегува и на профилот на телевизија Телма. Значи, топло препорачувам и телевизија Телма да ја заследите. Вака изгледаме
како објава на Facebook, а меѓу другото сега и ќе ви покажам кои се коментарите. Еве ги сите коментари. Првиот коментар на оваа тема е од Виктор Петков. Велат, немаат шанси санкциите, се работи за преструктурирање на светското стопанство и сите ланци на снабдување во корист на новорастечките нови економии од Азија, па се до Јужна Америка. Сует Ирфановски, можеме и тоа да го покажеме, како да реплицира на оно што го пишал Виктор Петков, вели, па тоа беше и целта. Продолжете да коментирате, се разбира, и на социјалните мрежи, а сега вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако вие сте и тоа на црвена линија. Благодарам. Да повелете. Вака, прво за прашањето, значи Русија фактички доби, а сите останати европски земји кои што и светски, ќе речем, кои учествува во значи во да речем на попречувањето Русија да си ја сврши својата работа, фактички ми се чини дека сите изгубија, а најмногу добри Русија. Се во однос на доларот. Доларот е светска валута, ние како сакаме да тој прво вештачки беше намалена неговата вредност и фактички сега полека со самата криза значи си ја постигна целта со тоа што значи дериватите си ја добија вистинската цена, значи и се доминантни на светскиот пазар, така да кој што сака нека збори, доларот си е долар со светско реноме и тој и натака ќе расте, а еврото како евро, тоа е да речам со пократок век и ми се чини дека не може да биде од доларот појако. А во светот, значи, сите трансакции се одвиваат во долари, многу ретко се другите валути. А додека со еврото може да речем европјаните и дел од азиските земји се занимаваат. А иначе другото све е со долари и така да џабе дискутираме, џабе се. Благодарам, поздрав. Ма не, џабе, секако очекуваме да слушнеме што ќе кажете. Црвена линија токму и за тоа постои. Во продолжение, еве, ќе дадам шанса за нов гледач, а потоа се разбира ќе погледнеме малку и прочишламе како и коментираат твитерџиите. Добар ден за новиот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, секој е добро. Поздрав за телевизијата Телма. Република Македонија. Тикош прекрштување не прифаќаме. Ове пазарување на нива за нацијата уништување. Исто сам против ова Пратскиот договор. 90% граѓаните не го прифаќаат. И за тоа треба да не се гласа. А еве, сметате ли дека санкциите кон Русија водеа со плод? Овој Пратскиот договор е резолуцијата гласа треба да се прифани на седница. 93 граѓани гласаа за против само од оманците на гласа. Ама ајде малку да зборуваме за доларот и еврото. Значи доларот по 20 години... За покачувањето е за тоа што не се грижави. Това живот не го исполнија. Само задолжување. Сега поново задолжување 900 милиона, а на народот нема ништо. Дури му видува скапија, му видува даноци. Ајме да ве прашаме дали сметате дека санкциите кон Русија вродија со плод? Не бе слушна, важно не сме, значи ово владење е беззаконие. Ај кажете погласно. Ајме најгласно ќе кажам, дали санкциите кон Русија вродија со плод? Да или не? Да, треба да. Русија треба се поддржи. Русија треба се поддржи затоа што е бране и целиот свет го бранеше. Благодарам, го оцениме вашето мислење и тоа што еве се вклучивте и изборувавте во црвена линија. Ајде да продолжам понатаму, ќе дадам шанса на гледач. Се разбира, предност имаат оние кои што го вртат телефонскиот број 0230766777. И добар ден за нов гледач, нов учесник во црвена линија. Добар ден. Секој е добро. Сега вака за доларот да кажам и за рубјата. Рубјата до прво ќе расте. Добро. Путин е најјак политичар во светот за сите времиња.
И санкциите од Америка што и проведаа на цело со Европа не дадоа резултат. Значи, Русија е у предност. Значи, претhodно казав, Путин е најјак политичар за сите А времена добро, и како го светот. коментирате и ова што по 20 години доларот го надмина еврото? Ами, може го надмина, али Европа е послушник на Америка. И затоа ќе паѓа еврото, а рублица ќе расте. Само за еден месец сега да пати ова владото, ќе види што ќе биде со Европа. До прво ќе паѓа еврото. Ова е порека од обичните граѓани во Македонија и ова минутажа за нас, големите на уредникот да му кажете. Малко е минутажата, 90 секунди, што е тоа? Многу малко е. Секој немате работа, цел ден проширите минутажата, малко се 90 секунди. 180 секунди би 300 нека бидат. 300 секунди. Доколку бидат и јас би сакала да се 300 секунди, но на барање на гледачите се размислуваше околу време траењето на секој излагање. Ако ние немаме ни цела минута, точно 90 секунди, со такво време траење можеме да вклучиме повеќе гледачи. Се разбира, желбата е да учествуваат, да се јавуваат. Ако ја зголемиме минутажата, како што велите вие, тогаш нели ќе се јават многу помал број на гледачи, бидејќи време траењето на црвена линија сепак не е ниту еден цел час. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. И на вас. Еве сега ќе Убав зборуваме ден, малку работен за ден. валути, за пари, за едначување, па потоа доларот веќе го надмина еврото, рублјата изненадувачки расте. Така, убава тема, доларот го надмина еврото. Да, меѓутоа рублата растела. Од кој аспект вие докажувате дека рублата во една ситуација кога Русија војува? Верувајте дека го ценам Путина, меѓутоа откако ја нападна Украина и сака да ја понови таа царска Русија, не го сакам затоа што го сметам за окупатор. Кажете ми, од кој аспект рублата расте? Со блокадата на цела Европа што и блокираат, каде ќе го носи тој принос? Каде ќе извезуваат? Блокирана е Русија, бе луѓе, како може рублата? Доларот, да, Америка е јака. Америка е јака. Поларизацијата помеѓу Русија и Америка во успеа само на Америка. Никој. А еврото стагнира. Тоа е тачно, зашто поблиску е до Европа. Ние имаме тука многу видување, немам време да објаснам. Русија е виновна затоа што на овој на воен начин навлезе во Украина. Она да беше паметна и да беше Путин попаметен, нема да дозволеше Зеленски да биде премиер. А што се однесува до тие санкции што ги А еве сметате ли дека санкциите вродија со плод? Па вродија, како не вродија, и Европа е останата без енергенци, а Русија е останата без пари. Така. Благодарам, цениме што го споделивте вашето мислење со гледачите на Црвена линија. Секако продолжете да не гледате, за да слушнете еве што ќе открие следниот гледач и кој ќе биде неговото мислење. Добар ден. Добар ден. Секој добро. Одговорам дали санкциите кон Русија водија со плод, воопшто не водија, да тој кажам ова е висока економија. Значи тука треба многу да се пристапи, да кажеме зашто сепак Русија дефинитивно победува, Америка не сака да каже и ја рекол во следниве 6 месеци ќе биде економски, кажи го, колапс. Еве на сина ако гледате само се жала 14% дека кај нас инфлацијата во Америка. Сега зашто доларот само расте, да кажеме. Значи во овој момент во таква криза Америка, да сватиме најреално што сака да ја купи Европа. Знаеме дека единствена економија што може да ја спаси нели Америка, тоа е да речеме врската индустрија на Германија. Знаете, само Германија секогаш е најголем нели пријател на Америка. И затоа да речеме доларот сега го надминува еврото за сака да биде конкурентна. Значи Америка да биде конкурентна на европскиот пазар, па ќе гледаме сега ќе видите американски корпорации ќе сака да купуваат европски компании. Знаете, тоа нели кажи го меѓународен економски бизнес да ја купат Европа и затоа што Русија може да купи. Сега како на рублјата расте. Значи сега Русија со ова се доби повише. Гледате со самото жито, со нафтата и гледате и Германија. Значи Германија не е малку, уште 6 месеци нели ќе пуни Русија со пари. А сега не е малку пола година збориме, затоа реков.
и другите, еве и Франција. Тие, да речеме, природни ресурси не можат, да речеме, да ги избори на Европа, Америка. И сега зашто доларот расте, само да биде јасно, тоа не знаеме се штампа и плюс сите компании, да речеме, таа работна ефтина рака што има од Мексико, Америка, не за тоа спасот сакате доларот, затоа расте, за да може сакате повеќе. Благодарам, ке подсетам да имавајте на тајмерот и продолжете да не гледате. Цениме што се вклучивте и вие. Секако ке слушнеме и понатаму најразлични видувања. Ајде сега малку да ги прочишламе твитерџиите, издвоивме некои коментари токму на оваа дискусија која што имаме и денес во Црвена линија. Ке почнеме со твитот на Калин Бабушко, кој што вели Америка си го постигна тоа што сакаше. Ај па можда за нас ке остане нешто. Одиме со твитот на Дамјанев, вели со ваков однос евро-долар, американските производи во наводници поскапуваат на европскиот пазар. А ние да слушаме еве од следниот гледач, може да ни открие што мисли, која плаќа цената на војната со Украина. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Јас ве слушам, вие сте во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Значи, Америка си печати повеќе пари, биткоинот паѓа, каде се копачите сега на биткоин да си ја платат струјата што си копала, што народот плаќа за нив, и сега цената на војната во Украина која плаќа. Тоа сега изгледа дека ќе ја плати Америка. Не верувам дека некој друг ќе ја плати, затоа што они им се главни донатори за оваа војна да може да биде како што не треба да биде, да речеме. Меѓутоа, за жал, овдека сите сме свесни, знаеме дека позади Украина стои Америка, а не дека е Украина. Еве сега што се прави со житото, пак чекат Русија да им дозволи, да им отвори пат, да им направи. Така да не може Русија да биде непобедник, да речеме. Еве се барат од незе, еве нафта, еве видите газ, ова видите Германија што прави, до кога има, уште колку време има газот им се затвара. Еве го германецот што кажува дека ќе се откаже од ембаргото на Русија за нафта. Значи овдека веќе работите се превртуваат, така да имаме уште неколку месеци, па да видиме. Ја мислам дека сите ембаргото ќе го откажат од Русија сега кога ќе дојде зимата. Така да народот не може, мислам народот е народ во секоја држава. Народот ќе победи, ќе каже нешто, затоа што народот плаќа и народот ја финансира државата и државата живее од народот. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија и останете да не гледате, бидејќи сега веќе имаме повеќе јавувачи кои што кажаа своји размислувања околу денешната тема, така да еве може да ви бидете инспирација, може би сакате нешто да надополните, да се сложите со некој гледач, а може би едноставно да имате и целосно спротивни или пак поинакви мислења. Јас сега ќе се обидам да речам добар ден на 023076677, а ако немаме од другата страна глас, тогаш ќе се префрлиме на Твитер заедницата. Одеме со Правниче. Така е подпишан на Твитер, вели доларот се израмни со еврото. Околу тоа кому одговараше војна во Европа. Тоа е на Правниче констатацијата на Твитер. Сега ќе прочитаме и уште еден твит. Модести Блес вели и тогаш еврото му кажа на доларот I'll be back, или ова е позната реплика на Арнолд Шварценегер од Терминатор, што значи ќе се вратам. Така да и тогаш еврото му кажа на доларот ќе се вратам. Одиме со коментарот на Зочо. Вели доларот јак, она бетар. Тоа значи дека не треба да ни изненада, твитерџи имаат исклучително шегубени коментари, па никогаш и ситуациите и оно што е ново на економската и дневно-политичката сцена знаат да го совпаднат еве и со некоја најверојатно во овој случај интимна ситуација. Значи доларот јак, она бетар. А на 023076677 не е лошо со вас да проговориме и за тоа што факт е дека цените скокнаа до небо. Ние како потрошувачи се разбира постојано сме во маркетите и мора да се признае дека
секоја посета на маркет изненадувачки како не очекуваат нови и најчесто по високи цени. Затоа, она за што зборуваме денес е дека војната во Украина секако имаше реперкусии и на економската светска сцена, па така по 20 години доларот се изедначи со еврото, па нешто подоцна и сега веќе го надмина. Рублјата понатаму расте, криптовалутите се во слободен пат и она што Црвена линија исто така ве прашува, што мислите која плаќа цената за војната во Украина? Основно правило е, јас ќе потсетаме, немојте да заборавите на Инстаграм, значи да не заследите, ќе не најдете Црвена линија, сме таму, и секако да гласате, бидејќи ја објавивме анкетата денес, тоа значи треба да одговорите со да и не. Еве сега и ќе ви ја покажам, за да знаете, еве може така паралелно малку во Црвена линија со јавување, а се разбира и во меѓувреме со гласање онаму каде што не има. Овој пат, еве на Инстаграм изгледаме вака. Прашуваме дали санкциите кон Русија ги даваат очекуваните резултати. Се одговара со да и не, и тука некаде по рекламите секако ќе ги објавиме резултатите. Сега ќе се вклучиме на Facebook. Добро, ајде судам со гледач, бидејќи ме јавуваат дека имаме гледач. Добро е, се пуштија линиите. Добар ден. Добар ден, гледаш од Скопје. Гледам за овие биткоините, ова многу народ се жали дека криза. Јас сум таксиста. Гледам во една кола, да речеме, еден шофер. Например, не сме навикнати, например, ко порано, што да речеме, луксус ке не утепа на нас, на целиот македонски народ и околинава. Луксус многу болен. Затоа, стварно треба да го сманиме тој лукс. И ова војнава без веза, мислам дека треба да се договарат овие да нема више војна меѓу народите. Ова е птене големо срамота за било кој политичари. Ајде сега спомнавте луксус. Сметате ли дека во моментот е луксус да се има еврото или доларот? Бидејќи доларот по 20 години го надмина. Не. Само нашата пара, само динарот. Само нашата пара. Динарот. Само со динарот се работи, а тоа евро, долар, затоа кажувам. Еврото, например, доларот да го баталиме, нашиот динар да го засврстиме и да имаме меѓу себе слога, и не некој вика против некој народ, против друг народ, а иде по одмори тие народи што зборуваат, по тие народи што зборуваат, например, лакарници. Според вас, например, санкциите кон Русија дали вродија со плод? Дали ги даде очекуваните резултати? Ја ќе ви кажам малку и историјава. Тоа, например, и оддавна имала војна, ама тоа се за интересни, политички интереси, мислам. Тоа мене ни политика, ни тоа, само сакам мир и... Секако и Црвена линија сака мир, ама и сака да ве има вас во поголема бројка. Продолжете на 0230766777 да не се јавувате, се разбира со стишен телевизор, намален тон, да зборувате преку слушалка и секако да се држиме до темата. Она што е денеска зборуваме е која плаќа цената на војната во Украина. Забележуваме и огромен раст на цените во секојдневието, па еве во меѓувреме додека ве очекувам на 0230766777. Повторно ќе се навратиме онаму каде што и бевме, а тоа е Твитер заедницата. Морам да признам дека твитерџиите поприлично има многу коментари, еве го издвоивме и овој на Олабаен, така е крстен на Твитер. Вели во исто време федералните резерви на Соединетите Американски држави ја креваат каматната стапка побрзо отколку Унијата. На терен ова значи дека американските обврзници се многу попривлечни од европските, што се отсликува и во наклонетоста на инвеститорите кон доларот на сметка на еврото. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро. Која плаќа цената на војната во Украина? Па се знае народот, сите други, само не тие што ја почнала. Да не знаеме каква е состојбата во Русија. Меѓутоа, мислам дека санкциите се искочија контрапродуктивни.
во однос на тоа дека русите изгледа претходно биле добро спремни за ова што ќе се случи. И највише ќари мислам дека имаат овие што работат со нафтата и со гасот, бидејќи нивните и со струјата. Кој ги контролира енергенците, тие се збогатија. И за се друго може да збориме дека ќе биде бадијава. Некој ќе спореди финансиската криза од пред, да кажам, 10 години, дека со ова е била иста. Ама гледате дека сега доларот е 60, тогаш доларот беше 37. И тогаш затоа беше нафтата 140, ама сега имате нафта на $100 со $60 цена на долар. И не можете да кажете дека е исто. Така да само може да бараме чаре да видиме ако може да се смири овој циркус. Ја што го викам ја циркус, иначе друг спас ние нема, да ти кажем право. Ако продолжи вака, сега доаѓаат проблемите. Дали сметате дека санкциите кон Русија вродија со плод? Не, контрапродуктивни. Искочи контрапродуктивни затоа што русите ги држат енергенците, искочи дека они се спремале, ги држат енергенците и Секако вие задржате го вниманието до крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Големо благодарам што еве се јавите. Слушате какви размислувања и видувања имаат гледачите. Црвена линија денес ве прашува која плаќа цената на војната со Украина и дали сметате дека санкциите кон Русија ги даде очекуваните резултати. Можеме да продискутираме и за тоа што цените се разбира се вивна на многу производи, да не речам скоро на сите се вивна до небо. Во меѓувреме додека очекуваме ново вклучување на 023076677, ја ги охрабрувам и оние кои што немаат навика да се јавуваат во вакви емисии, сепак зборуваме за економија и за она што е наше секојдневие, а тоа се валутите, парите. А во меѓувреме, еве да слушаме како се коментираше на Твитер. Руската рублја до небо, европското евро кон дното. Инфлацијата во Европската Унија поголема отколку во Русија, барем за сега. Најмукната европска економија Германија пред индустријски колапс. Донбас отсечен од Украина. Да, Западот победува во паралелен универзум. Ден да мен реплицира за доларот не ти се збори. Добро. Одиме со уште еден твит. Ако имаме гледач, добро, ќе се пријавите, ќе кажете добар ден. Миќо, еве како го коментираше тоа претходно изедначување долар-евро, па сега и веќе доларот го надмина еврото. Вели, зошто мислите дека качувањето на доларот е добро за нивната економија? Еве, Миќо смета дека покачувањето на доларот можеби и не е добро за економијата на Америка. Ајде да видиме што мисли новиот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро? Здраво, поздрав до вас, поздрав до вашите гледачи. Голем поздрав и до вас. Фала. Цената на војната во Украина дефинитивно пред сега го плаќа европскиот народ, вклучувајќи и нас. Украинскиот народ да не збориме, со каква цена ја плаќа оваа војна, а исто и народот во Русија. Сега, овие економски работи, еврото расте, рублјата расте, или еврото паѓа, рублјата расте. Се многу големо поле, многу комплицирана тема е тоа. Тоа што расне рублјата не значи дека директно нешто и помага на руската економија. Значи тоа се разбере. Еврото што паѓа, одговара на едни земји во Европската Унија, на други земји не одговара по Европската Унија. На експортно ориентирани земји одговара многу, на тие што импортира многу не им одговара. Значи ова е ужасно комплицирана тема. Биткоинто што паѓа сосема друга приказка е тоа, што не е поврзано со вредноста на цврстите валути. Така да, се на се, тоа што раснат цените, не е тоа плод само на војната во Украина. Значи тоа е плод на една дведецениска лоша политика на Европската централна банка, на Американската федерална централна банка. Не е возможно, едноставно нормален човек не може да свати како може таа централна банка да дозволува 2 децени се пумпаат пари, се штампаат пари, се инвестираат тие пари во, се даваат на државите како државни обврзници, влагаат во стопанството си
Внимавајте на тајмерот, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Ве слушнавме едно вакво размислување да видиме дали може би ќе биде слично на она што ќе го каже следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро од Црвена линија. Поздрав до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас. Честитам го празникот Павловден на сите у Македонија. Го честитаме и ние како Црвена линија, Павловден. Покачувањето на цените за пунење на буџетот, јасно е. Тоа не е гајде за народот, ева измислена нација вечешка што нарекуваат да осиромашуваат. И е плачкат и се богат. И затоа не ги интересира нешто. Битува ефтино, битува здравство, битува многу живот, битува на младите 500 евра, пензионерите покачување, невработен, се битува, се излажава. Значи не народ, значи да се гледа по делата не македонска, антимакедонска. Не личи на партија, на мафија личи сега. Ајде да ми кажете дали сметате дека санкциите кон Русија ги дадоа очекуваните резултати? Што мислите? Санкциите што ги дават се... Ја поддржувам Русија, што сака да ја бране, го бранише и цела Европа ја бранише. И приведејќи управо, а кризата што ја прави тој Зеленски со Джем Бајдер, како направија војна за да може да ги на народот и не си дава оставка, уште му битуваат пари, оружје му дават. Значи штета прави. Благодарам, вие не направивте штета, ниту сгрешивте што се вклучивте во Црвена линија. Јас сакам сега да прочитаме еден твитове од МК Кодер, кој што споделува свое лично интересно искуство, вели: кога почнав да работам за Амери, а тоа е пред 20 години, беше доларот 75 денари. Но тогаш тргна надолу како што заекнуваше еврото. Еднаш имаше период кога доларот го менував за 38 денари. Високиот долар го пречекавме нескромно вон кругот на семејството. А јас во кругот на Црвена линија го вклучувам новиот гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Јас сакам да кажам... Да, повелете. Биткоин цент скачува како паќа. Јас живеам во Украина подолго време, ја знам ситуацијата многу убаво. Значи, ово е смислено, последниве 7-8 години ќе се случува. Значи, ово е, напоменувам, ово е смислено од Западот, се створен револт, русите беа третирани како кучиња, како стока, отпуштени сите тие работи, ајде да не навлегувам. Логички се иритира големиот сосед, големиот брат Русија и дое што дое. Така да... Ајде, како ги коментирате овие промени, каде што доларот по 20 години го надминува еврото, рублјата расте, биткоинот ќе го спомнеме... Америка се бори до последниот украинец. Америка се бори до последниот украинец. Факт е дека Америка се бори, ете најдоа поглед до тло, надвор дома се бори. Според вас, која плаќа цената на војната во Украина? Која плаќа? Европа ја плаќа. Ви самите. Тоа не е ништо, ќе видите од десен што ќе се случи. Газ. Не може тоа преку ноќ да се регулира. Мислам, ќе биде страшно, ќе биде за Европа. А според вас санкциите вродија со плод кон Русија или? Не. Само да ви кажем, Русија има злато, сребро, платина, улани. Русија има ресурси, многу големи, може да ги продаде на црно кај сака. Русија е голема држава. Така, благодарам што искористивте можноста да го споделите не само вашето мислење, туку и искуство. А сега е време да ве одмориме со реклами и потоа одиме со резултатите од Инстаграм анкетата. Драги мои, повторно на Црвена линија и како што рековме и на самиот почеток и веднаш пред рекламите, време е да ги соопштиме и резултатите од денешната анкета. Значи, прашавме дали санкциите кон Русија ги даваат очекуваните резултати. Инстаграмчи одговорија вака: 43% со да и 57% со не.
Драги мои, тоа беше се од ова денешно издание Црвена линија. Утре повторно заедно, а сега ве припуштам на програмата на Телма. Имајте убаво попладне. Довидување.